почитувани екселенции, амбасадори на земјите членки на НАТО во нашата земја, драги пријатели и представници на амбасадите на земјите членки, кои што сте денеска овде присутни, почитуван амбасадоре на Република Словенија, господине Милан Јазбец, како прв човек на амбасадата на нашата земја за контакт со НАТО, почитуван шеф на Канцеларијата за врски на НАТО во Скопје, полковник Зоран Јанковиќ, почитуван председател на Евроатлантскиот совет во нашата земја, господине Исмет Рамадани, почитувана министерка за одбрана Радмила Шекеринска, драги гости, пријатели, присутни денеска овде, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Дозволете ми на почетокот да ве поздравам во моје име, во име на владата на Република Северна Македонија и секако во наше заедничко име да ви посакам успешна и инспиративна дипломатска дискусија и мисија на тема Патот до Брисел во рамките на манифестацијата Недела на НАТО. Оваа година манифестацијата Недела на НАТО се одржува во светлината на два значајни јубилеи, а тоа е 70 години од основањето на НАТО и 20 години од основањето на Евроатлантскиот сојуз на Република Северна Македонија. Ако на овие јубилеи ја додадеме и третата заокружена бројка, која најавува дека многу скоро нашата земја ќе биде 30-та земја членка на НАТО, тогаш навистина имаме уште еден многу значаен повод и за оваа дискусија, како и за славење на овие два огромни значајни јубилеи. Почитувани амбасадори, пријатели и партнери, заедно изминуваме една значајна делница од нашиот пат кон рамноправен партнер во Алијансата. Со вашата поддршка и со вредните реформски процеси и решавањето на клучните прашања за еднината на нашата земја, на 6 февруари оваа година го подпишавме протоколот за пристапување во седиштето на НАТО. Постигнавме една од нашите стратешки цели и обврски, а тоа е да станеме членка на НАТО. Оваа историска одредница за нашата земја ја постигнавме со вложување на повеќе генерации, кои не подклекна и напорно работеа да реализираме нашата визија и стратешка цел, да станеме дел од евроатлантското семејство. За оваа наша цел, за оваа наша визија, постои широка поддршка, низ скупен спектар на нашиот етнички и политички пејсаж. Тоа ни даде силна мотивација да реализираме оваа цел како наша суверена одлука. Мотивацијата и охрабрувањето имаат уште поголема суштина и заради неподелената поддршка на сите земји членки на НАТО, колку што може побрзо да ја прифатат Република Северна Македонија како полноправна членка, како доверлив и достоинствен партнер во најмокниот воено-безбедносен сојуз на светот. Веќе 9 земји членки на НАТО, како што рече Исмет, направија ратификување на протоколот за пристапување на нашата земја во Алијансата. Неколку други го започнаа процесот според нивните домашни постапки и ние сме свесни за сите тие постапки и протоколи кои што треба да бидат спазени. Секако немаме никакво сомневање дека членството во НАТО за нашата земја е гаранција за перспективата и безбедноста, како и стабилноста на Република Северна Македонија, но и на целиот овој наш регион. Тоа дополнително ги отвара хоризонтите за поголема предвидливост и јасна иднина за нашиот политички и економски прогрес. Секако тоа вклучува и соодветно рамноправно учество и во споделување на заедничките одговорности за активностите и за еднината на Алијансата. Како идна полноправна членка на НАТО, ние сме подготвени целосно да го споделиме товарот, должностите и одговорностите за зачувување на регионалниот и меѓународниот мир и стабилност. Во таа насока, знаете дека владата на Република Северна Македонија донесе одлука за зголемување на трошоците за одбраната за 0,2% од бруто домашниот производ секоја година, со конечна цел да ги постигнеме 2% од бруто домашниот производ не подоцна од 2024 година. Нашата влада ќе стори се за да го зголемува нашето учество во мисиите предводени од НАТО, како и во структурите на НАТО. Ова е приоритет за нас кога стануваме полноправна членка на Алијансата. Како идна 30-та земја членка, сакаме да обезбедиме свој придонес за понатамошно обликување на Западен Балкан во мирен, просперитетен и демократски регион, како и да дадеме сериозен придонес во мирот, стабилноста и безбедноста на цела југоисточна Европа. Убедени сме дека тоа ќе одигра и клучна улога
на создавање на една нова, позитивна слика и перцепција за целиот овој наш регион. Сето тоа што го постигнавме, особено во претходната година, јасно ја докажува нашата силна посветеност и превземена обврска да ја направиме нашата земја посигурна и постабилна. Сметам дека сите можеме да се согласиме дека за само 1,5 година владата успеа, заедно со граѓаните, заедно со пријателите вас, меѓу другите и присутни овде, да ја врати земјата на вистинскиот неповратен евроатлантски пат, секако со решавање на клучните предизвици за еднината на нашето општество и нашата земја. Процесите што ги поминавме не беа лесни, но исто толку јасно беше дека се исклучително важни за еднината на нашата земја и дека мора да имаат позитивно решение. Договорите склучени со нашите соседи Бугарија и Грција се непобитен доказ за нашата зрелост и способност да градиме мостови на разбирање, на пријателство и соработка. Успеавме да ги положиме темелите за идниот развој на силно партнерство, за кое сме сигурни, директно ќе придонесеме за понатамошното зачувување и заекнување на регионалната безбедност и стабилност. Секако тоа е прашање од исклучително значење не само за нашиот регион, туку и за целата област од интерес на самото НАТО. Врз основа на нашето искуство цврсто веруваме дека процесот на подготовка на земјите од регионот за членство во Европската унија и НАТО е клучен елемент за нивната позитивна трансформација. Република Северна Македонија е подготвена ни соработка да ги поддржува сите земји од нашето соседство во исполнување на нивните стратешки цели. Ве уверувам дека нашата земја е целосно подготвена да ја продолжи тесната соработка со сите наши сојузници. Сакам овде и да ги споделам реално и отворено првите впечатоци од поканата од НАТО, сите процеси на ратификација кои што се случуваат во целиот овој период и севкупното пријателство кое што е изградено со соседите. Бројките се неприкосновен доказ дека се повтараат како и во другите земји. Кај нас се одлични. Поминавме нови рекорди, странските инвестиции се дупла поголеми од најдобрите години од нашето постоење како самостојна земја до денеска. Еве, индустријата расте со 7,5%, па со 12% во споредба со лани. Процентот на невработеност се намалува од 27% пред 22 месеци, сега е 19,4%. Да не зборувам за бруто домашниот производ, кој што пред 22 месеци беше минус 1,8%, сега е 3,7%. Овој прв квартал имаме сериозни индиции заради индустријата, но и услужните дејности, севкупната потрошувачка извозот и увозот, вкупната трговија, дека можеме да очекуваме над 4% раст. Тоа е НАТО. НАТО носи охрабрување, НАТО носи стабилност, НАТО носи безбедност, која што дефинитивно дава и позитивни рефлексии. Секако резултат на овие причини за овие резултати се и реформите дома што се случуваат. Но и тие се мотивирани од поканата за НАТО и од процесот. Да имаме успешни реформи, знаете дека диалогот е отворен со опозицијата и Законот за безбедносните служби е веќе заокружен политички. Очекуваме да се закаже седница во парламентот. Заедно работевме со експертите од НАТО, од многу земји, членки на НАТО, кои што ни помогнаа овде, заедно со НАТО администрацијата и со канцеларијата на НАТО, која што е овде. Останува уште Законот за јавното обвинителство. Јас верувам по пат на диалог дека е возможно. Сите сме сериозни политички субјекти и кога дојде веќе на крајот еден закон политички да го согласиме, убеден сум дека вреди да ги дадеме сите наши напори да се постигне тоа решение, за да ги имаме сите аргументи за кои што секако се важни за Европската унија, но важни се и за НАТО. Владење на правото, еднако важење на законот пред сите, сериозни капацитети на институциите се дел од критериумите за членство во НАТО и дел од вредностите на НАТО алијансата. Затоа, со споделувањето на сите овие наши заеднички вредности, посветеност на демократија, на слобода, слободна пазарна економија, почитување на човековите права и владење на правото, нашата земја ќе го даде својот позитивен придонес како нова 30-та земја членка на НАТО. Јас сакам на вистина моментите на нашето зачленување во НАТО да бидат многу логични, многу причински, но и да покажеме и домашен капацитет дека одлуките не само што биле инспирирани од политички мотиви, туку и во суштина ова мала земја, пријател со сите, на вистина заслужува да биде следната 30-та земја членка на НАТО. Благодарам.